Алармот за ефикасноста на Синофарм од Белградскиот институт за медицински истражувања предизвика многу дилеми во јавноста. Граѓаните кои примиле една доза од овој производител на социјалните мрежи прашуваат дали и колку ќе бидат заштитени и каква стратегија имаат здравствените власти, доколку се појават случаи на недоволно или целосно отсуство на заштита од вакцината. Според епидемиолозите, вакцините на Pfizer и Moderna се најсоодветно решение за овие граѓани кои нема да развијат антитела по примена втора доза од вакцината на Sinopharm. Има две опции. Едната е да се прими трета доза од истиот производител, од Sinopharm, и другата е да се вакцинираат со трета доза од некој друг производител. За ова второ не постои никаква имунолошка причина тоа да не се стори, а логиката кажува дека ако веќе се дава трета доза од трет производител, од друг производител, тоа да биде вакцина која што има поголема имуногеност, велиме. Значи, што посилно ќе го стимулира организмот да произведува антитела. Инаку има искуство, Бахрейн, да кажеме, од овие арапски земји, они исклучиво со Sinopharm вакцинира и тие веќе дадоа изјава официјално дека трета доза, после две дози на Sinopharm, трета доза ќе даваат со некој друг производител, не кажуваат дали Pfizer или некоја друга. Од Министерството за здравство за сега немаат дефинитивен став по ова прашање. Се ќе зависи од искуствата на другите земји. Па потоа Македонија ќе одлучува каква стратегија ќе скрои за лицата кои нема да развијат антитела. Според најавите, официјален став треба да се очекува следниот месец. Во меѓувреме, докторите апелираат граѓаните да не брзаат со испитувањето на нивото на антитела во организмот, бидејќи вакцините од различен производител бараат и различен временски период за да создадат имунолошки одговор. Да се проверува колка се бројот на антителата веднаш по вакцинирање не држи, затоа што секоја вакцина има некој период, некој грейс период да го наречам, после кој што почнува да произведува антитела и за такво нешто, да кажеме, кај Pfizer вакциниве, тој период не би требало да биде после втората доза пред да поминат 2-3 недели, да кажем. Sinopharm е малку потрома вакцина и таму држи, ако веќе се проверуваат антителата, тоа да се стори дури откако ќе поминат 6 недели од втората доза. Во Македонија досега вакцинирани се 220.733 граѓани, а интерес за имунизација изјавиле повеќе од 419.000.